Edhe pas takimit të sotëm të koordinatorëve të grupeve parlamentare në kuvend nuk ka marrëveshje për ndryshimet në kodin zgjedhor. Kontestues mbeti votimi elektronik i diasporës, i cili ishte vija e kuqe e VMRO-DPM-s për marrëveshje, por edhe plotësisht i papranueshëm për LSDM-n. Koordinatori i grupit parlamentar të VMRO-DPM-s, Nikola Micevski, pret që kodi zgjedhor të mbetet i bllokuar dhe që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të shkohet me rregullat ekzistuese zgjedhore. Она што остана како точка преку која што не можеше да се помине е забелешката на Социјалдемократскиот сојуз за електронското гласање на диаспората. Тоа остана точка која што, односно моделот кој што се наоѓа во изборниот законник е неприфатлив за СДСМ и со жалење можам да констатирам дека разговорите завршија неуспешно. Од таа причина денес се закажува и Комисијата за политички систем, на која што, како што најавија, очекувам дека ќе има блокада од страна на СДСМ и на Левица. Opozitarja LSDM tashmë i ka gati 10.000 amendamentet për kodin zgjedhor. Kreu i LSDM-s Venko Filipçe tha se nuk do të lejojnë miratimin e kodit zgjedhor në një formë që sipas tij hap dyshime serioze për abuzime, parregullsi dhe cenim të legitimitetit të procesit zgjedhor. Ова измена на закон, во кој што се воведува ваков начин на гласање електронски на нашата диаспора, не знаеме колку илјади луѓе тоа, 200.000 луѓе, отвара можност за злоупотреба, за контролирано гласање, тоа еден човек да гласа повеќе луѓе. Да ја потсетам јавноста, дека овој и ваков закон предлага партија позната по злоупотреби на изборниот процес. Nga ana tjetër, Levica ka përgatitur 3500 amendamente, por për arsye tjetër, financimin shtetëror, gjersa mendojnë se tema e votimit të diasporës është e koordinuar mes LSDM-s dhe VMRO-DPM-s. Електронското гласање за кое што СДС не попушта. Инаку, сиот овој процес во кој што СДС уште од почетокот го бойкотираше, а потоа и сега ќе го филибастерингува, мислиме и ни дава индиции дека е заговор против Левица на двете најголеми партии, за да повторно останеме без државно финансирање, затоа што во ваков статус кво случај единствен кој губи е Левица, бидејќи остануваат непринципиалните правила на политичка дискриминација. Mickoski duke folur për këtë tha se është pranuar çdo kërkesë e Levicës, por i akuzoi për politika dyftyrçe. Проблемот каде настана? Кога политичката партија Левица рече: а ние нема да се потпишеме, вие потпишете се, ние еве нема да правиме филибастеринг, вие слободно гласајте го и така да помине. Со тоа каква порака испраќаат? Ние добивме тоа што сакаме, работевме цело време најлицемерно, сега откажуваме за да се прекажеме еве пред оние кои што нас не поддржуваат, демек еве ние сме тврдокорните, Робеспиерови, некои следбеници или не знам што, а во суштина како мачиња се си прифатија за време на дебата. Amendamente do të dorëzojë edhe LDP. Monika Zajkova tha se nëse nuk sqarohet deri në fund procesi i kontrollit të votimit, atëherë procesi zgjedhor ndoshta do të ishte votim në letër të bardhë.